На тема култура, за следната гостинка која што утрово ја имаме во Македонија наутро, познатиот Урош Лајовиц ке каже, Ана Спасовска една од моите најдобри студенти, родена диригентка. Ова да го каже еден маестро за вас, верувам дека не е мала работа. Ана, добро утро и добре ни дојде. Добро утро и добро ве најдов, Ване. Чест ми е што сум денес за вашата емисија. Честа и наша, бидејќи ќе најавиме еден убав концерт на кој што ќе настапите со македонскиот оркестар Ајга. Станува збор за концертот на Иво Погорелич, кој што ќе биде за прв пат во Скопје. Меѓутоа, прво почнуваме со тебе. Диригираш, свириш и виолина. Прво се фаќаш за виолината на 9 години. Од кога почнуваш со диригирање? Вака, јас почнувам да свирам виолина на 9 годишна возраст во класата на професорката Александра Младенова. Потоа продолжувам на факултет со професорот Олег Кондратенко. Меѓутоа, мојот музички пат се развиваше интересно. Јас бев љубопитно дете и никогаш не бев заинтересирана само за виолината, туку ме интересира и други музички гранки. Да речем и теоретскиот дел во музиката, бидејќи не е само мелодијата музиката, туку има работи кои што не ги слушаат обичните слушатели, меѓутоа се многу важни во музиката. Јас бев заинтересирана за сето тоа и јас почнав да се интересирам за диригирање веќе од средна школа. Започнав да свирам виолина со професорот Олег некаде околу мојата 17-та година. И мојот професор Олег исто така се занимава со диригирање. Тоа исто така мене ме мотивираше затоа што сватив дека еден диригент мора да свири инструмент, независно дали е од оркестар, оркестарски инструмент или пијано. Ме мотивираше професорот Олег и јас во втора година на моите студии по виолина почнав и втор смер на факултетот за музичка уметност, диригирање, со професорот Борјан Цанев. Дебитираш со Дубровачкиот симфониски оркестар во 2019 година. Да, во 2019 година, кога јас имав 20 години, дебитирав со Дубровачки симфониски оркестар. Тоа беше семинар под водство на професорот Урош Лајовиц, кој беше професор на универзитетот во Виена. Тој е доста познат диригент, од чија класа имаат излезено најдобрите диригенти во моментот. Диригентот на Берлинска филхармонија, диригентот на Виенски симфониски оркестар, значи се работи за многу познато име и јас имав голема чест и задоволство да работам со него и не само тоа, тој останал многу добар контакт со мене и ме поддржува и станав стипендист на Ловро Матачич фондацијата. Така да тоа ми ги отвори вратите на... Во 2021 за прв пат диригираш со оркестарот на музичката младина на Македонија. Да. Тоа е тука на домашен терен, така? Да. Тоа беше моето прво појавување на македонската сцена, бидејќи претходно после Дубровник се појавив во Пловдив, работев со Пловдив опера. Моето прво појавување на македонската сцена беше во 2021 со оркестарот на македонската музичка младина. Тоа е веќе добро познат оркестар кој што со години и години си има традиција. Имавме многу убаво искуство, многу убаво соработувавме и после тоа искуство јас добив повик од Скопје Брас фестивал. Таму исто станав нивен главен диригент со голема чест и задоволство, бидејќи јас, како што кажав, јас сум виолинист. За мене беше многу убава прилика да настапувам и со различен тип на инструменти, како што се брас инструментите. Беше многу важно искуство за мене. И после тоа искуство ја поминав аудицијата и добив прилика да настапам со Македонската филхармонија 2 години поред како студент, што беше исто така преубав момент за мене. Така. Победник на прв интернационален семинар и надпревар за диригенти во Сегет, Унгарија, откаде добиваш покана за соработка за сезона 2023-2024. Ова е нешто убаво и ново, кое што може да го споделиме. Да, би сакала да кажам. За тоа беше еден семинар кој што заврши со надпреварување. Имаше 3 рунди. Јас се појавив таму
чисто за да стекнам нормално соработка со професорот Рудигер Бон, кој што е професор во Дизелдорф, Германија. Меѓутоа се заврши на еден поинаков начин, кој што јас не го очекував, бидејќи имаше 21 надпреварувач. Јас излегов од таму како победник и сега на 6 мај ќе диригирам 2 пати во еден ден со Сегет симфониски оркестар, ќе диригирам Шехерезада. Се надевам убаво искуство ќе биде и таа. Да. Ајга, годачкиот камерен оркестар, се формира во септември 2022 година. Да. Како што кажавте, Ајга е формирана во септември, меѓутоа за многу краток временски период Ајга остварува многу високи достигнувања, многу позитивни критики и импресии од страна на публиката. Ние имавме веќе 3 големи концерти. Така. Значи, првиот концерт беше во октомври, вториот концерт беше во ноември. Првиот концерт не беше со мене како диригент, има германски диригент, има германски солист. Ајга, инаку не кажав, брои 20 членови. Концерт мајстор на Ајга е нашата добро позната виолинистка Софија Никоска, која што само што се врати од Мадрид во Шпанија. После првиот концерт на Ајга, јас го диригирав вториот концерт. Тоа беше голем концерт по повод доделување на наградите на СОКОМ во склоп на денови на македонската музика. Всушност тоа беше и затварање на деновите на македонската музика. Имавме многу убав концерт, се свиреше филмска музика од македонски композитори и мислам дека публиката уживаше на тој концерт. Потоа ние продолживме организацијски да средуваме нареднава сезона. И наредната сезона веќе започна со отварање на денови на македонската музика. На третиот концерт диригент беше македонскиот, сега во Австрија, диригент Виктор Митревски. Има прекрасно искуство заедно. Јас бев таму секако на пробите, помагав и се ангажирав околу самиот концерт. Така. Меѓутоа сега на мое големо задоволство би сакала да го најавам концертот на светски познатиот пианист Иво Погорелик, кој што не случајно за Ајга го постави прашањето, бидејќи токму на концертот во Скопје Погорелич ќе настапи како солист на пијано со камерниот оркестар под твоја диригентска палка. Да. Подготвена е се? Се е подготвено. Еве да кажам малку повеќе информации околу оркестарот прво, потоа ќе продолжам за солистот. Значи оркестарот наш е гудачки камерен оркестар, тоа значи дека имаме први виолини, втори виолини, виоли, чели и контрабаси. Така. Меѓутоа, заради овој проект имавме потреба да го прошириме оркестарот, бидејќи за делот концерт број 2 од Шопен во Ефмол ни требаше поголем оркестар. Значи, ние организацијски ги средивме работите да може да настапи Ајга во малку поголем проширен состав. Така. И чест ми е и задоволство, бидејќи на самиот концерт ќе настапат многу, мислам, добро познати имиња на македонската класична сцена. Така. Сега да продолжиме за Иво Погорелик. Значи, исклучителна чест ни беше, бидејќи кога го исконтактиравме Иво ни кажа, јас сум изненаден, бидејќи во мојата 40 годишна кариера никој не ме повика во Скопје. Значи, јас сум настапил секаде во бивша Југославија, во земјите на бивша Југославија, во сите главни градови, на сите фестивали. Освен во Скопје. Освен во Скопје, што нас ни беше малку чудно. Шок, да, бидејќи се работи за солист од светски рамки. Како што кажува Дојче грамофон, Погорелич е гениалец. Так. И чудно е дека се уште немал покана за Скопје и рече јас со големо задоволство прифаќам. Значи, сепак за такви солисти е многу важно да знае со кого настапува и што настапува. Нормално ние ги пративме нашите материјали, видеа, снимки, аудија, искомунициравме многу добро. Така. Иво со задоволство рече дека ќе дојде и дека ќе свири, како што кажува и во самата негова најава, која што ја снимим пред некој ден. Сите сме многу возбудени и така. Чекаме да се случи концертот. Кога беше, на кој датум? Концертот е на 22 април. Така. Во големата сала на Македонската филхармонија во 20 часот. Така. Сега да кажам на гледачите, значи останете со уште малку билети. Билетите се продаваат на купи карти за се
и на МК Тикетс, исто така во Југотон ГТЦ и во книжарниците на литература. Благодарам на загостувањето, посакувам успешен концерт следниот викенд. Благодарам, ќе се видиме на 22. Се гледаме на 22.